Нова хуманитарна помош за поплавените во Штипско. Денес турската агенција ТИКА во соработка со локалната самоуправа Штип донираше 250 пакети во 6 села. Помошта од Турција е она што во моментов на жителите им е најпотребно – храна и средства за хигиена. Благодарим ми смо храна што ни донесија, инаку беше за никаде. Благодарите секоја помош. Благодарам на оваа екипа што доаѓа од Турска. Имаме многу потреба од вакви донации, нели? И многу сме благодарни. И добро што нели локалната власт и другите невладени организации имат нели разбирање према нас. Благодариме. Арно помош, што не е лошо. За сиромас за сиромас што кара. Добро е што за нас за селото, добро е нешто. Благодариме ако ни дајте. Благодариме многу и тоа, не малку. Во меѓувреме јавното предпријатие ИСАР носи цистерни и флаширана вода во поплавените подрачја и институциите. Казнено поправен дом Штип, кај осудените лица, значи овде денес 400 литра вода дониравме, додека во минатиот ден дониравме овде 300 литра вода во казнено поправен дом Штип. Ние ќе продолжиме континуирано да носиме вода во сите не само градски населби, туку и во сите села кои гравитираат во општина Штип и се надеваме дека во скоро време ќе биде решен проблемот со водоснабдувањето, така да граѓаните ќе немаат проблем. Освен ИСАР, вода обезбедија и пратениците. Еве со помош на колегата од Валандова, нашиот колега пратеник Ѓоко Камчев, преку тамошниот Црвен крест и вклучувајќи и нас двајцата како пратеници и другите институции од Штип, се одлучивме на еден скромен начин да им помогнеме на луѓето каде што има потреба да им се донира чиста вода за пиње. Ние пробавме да направиме некој распоред и динамика на делење на водата, значи досега имаат подигнато болницата која што ќе ги употреби во детското оделение, Искра училиштето, интернатот во Штип, како и центарот за деца со посебни потреби. Истовремено, патот од Кочани до Македонска Каменица се уште е забранет за сообраќај. После обилниот дожд вчера што беше, имаме пак поново обруни на повеќе места, али се работи. До кога ќе биде изчистен патот во овој момент, не може да ви кажем, зависи од временските услови. Синоќа најмногу дожд во државата, 36 литри на метар квадратен, наврнаа во Свети Николе, што беше причина за излевање на неколку реки и рушење на мостови.